можеби 10 години. Не се сеќавам точно како стандардно настапуваат тука и тоа е дел од нивната стратегија за развој на нивниот бокс. Тие задолжително праќаат боксерски екипи на сите турнири по Источна Европа. Не за друго, затоа што знаат дека тука може да има добар квалитет и добри боксери, не сака да бидат изненадени при нивните настапи на европски, светски првенства, олимписки игри од некој си боксер од ова поднебје, да не го познаваат, па тешко да се снајдат. Доста се темелни мора да признаеме. Да, значи тој дел е од нивната стратегија боксерска за развој на боксот и задолжително секоја година праќаат екипа на Златниот гонг. Второ финале, категорија до 65 килограми, албанско-англиска пресметка. Амардин Синг против Ибрахим Мезани. Инаку Ибрахим Мезани е од екипата на Фремуртари, има настапувано на многу регионални турнири, особено во Косово често настапува. Амардин Синг од Англија, 25 години, во ова 2025 година победник во категоријата до 63,5 килограми во Англија во финалето го доби со 5-0 Арви Орис на државното првенство во април. Значи боксер кој очигледно има добар квалитет и ќе видиме ова се практично различни школи на бокс. Значи сме го спомнале тоа неколку пати, англискиот бокс последниот 10-15 години има страшен подем. Страшно внимаваат на развој на боксот, меѓу останатите спортови секакви во другите се одлични, но во боксот посебно вложува и немам дилеми ако е репрезентативец или победник на првенство на Англија, дека е добар боксер, без разлика кој да е. Иако овој боксер конкретно и не го знаеме, сега нов државен првак. Гледаме дека е нели најверојатно индиски имигрант, неважно дали е роден таму или како и да е. Важи веќе за англиските боксери она правило како порано за руските, можеби кубанските. Ако е првак на Русија или првак на Куба, секако е добар, без разлика дали позади него стои некој медал од светско или друго првенство. Да станеш државен првак таму, веќе си добар и си шампион. Така да за англискиот боксер го имам истото мислење и затоа во оваа борба ќе има навистина бокс некако претходница. Точно, еве конкретен бокс. Инаку судија во рингот е Петре Неделковски. Гледаат сите иницијативата на англискиот боксер и покажува и одлична техника, и рефлекс, и брзина, и се што треба на еден боксер. Со тоа што пак кажувам дека веќе албанските боксери не се за подценување, да кажеме дека се онака баш лесни противници, лесен залак. Напротив, се добри, но во овој случај гледаме баш добра надмоќ на англискиот боксер. Има иницијативата од самиот почеток во оваа прва рунда некако и можеби не е апсолутно доминантен, меѓутоа е доста влијателен во ритамот, во оно што се вели доминација во првата рунда. Погледнеме сега дел од поинтересните моменти. Англискиот боксер буквално ги употреби сите удари од што постојат во боксот, одлични технички и тактички. Директ, инаку е контрагардаш или со левата рака посилно удира, тоа значи контрагард или леворак боксер. Иницијатива, директи, кроше. Еден школски пример на бокс, што се вели. Може да уживаат гледачите во оваа борба. Втора рунда.
успева да го одржи Синк ритамот и едноставно ја контролира борбата и мечот. Така е, без поголем напор, да кажеме. Може, ова му е едноставно еден вообичаен тренинг или нешто посериозен тренинг кај во Англија и не е навистина, не е загрозен воопшто. Си дозволува дури да биде и релативно комотен во борбата. Еве го менува и гардот, сега обратно, па повторно го менува гардот. За да тоа го прави боксер, навистина треба да чувствува одредена комоција и да не биде загрозен од противникот. И обично се супер квалитетно физички подготвени за 3 рунди, едноставно се гледа енергијата во овој меч, еве конечно. Најверојатно најголема цел и достигнување на албанскиот боксер ќе биде да ги издржи сите 3 рунди, па затоа не ни се обидува да ја или да го смени текот на борбата. Инаку, како ретко досега, немаше представници од Србија и од Косово, затоа што во Србија се одржува во исто време турнир Златни ракавици и Косово има турнир, па традиционалните гости ова година го прескокна Златниот гол, крај на втората рунда. Што е мал хендикеп практично за квалитетот на годинашно издание, бидејќи се тоа земи традиционално посветени на боксот, поготово па Србија и беше и организатори на светско првенство и работат доста. Да, точно познато ми е тоа, го слушнав, но сепак тоа е работа и на раководството, треба да го запази терминот, ако треба и да го промени. Ако нели се акцентира квалитетот, но како и да е, најважното се е да се одржи турнирот, да се одржи традицијата. Да, во тоа успеваме. 8 земји годинава. И словенците и хрватите се тука од екс-просторите. Трета рунда. И по говорот на телото се гледа колку англичанецот е по-супериорен. Нема сила практично боксерот од Албанија Мезани да се спротистави практично во овој дуел и убаво констатиравте дека целта е да ги издржи овие 3 рунди. Има уште половина рунда. Доста. Но гледам и дека англискиот боксер не притиска толку за да ја заврши порано оваа борба, чим до сега немаше некој пресинг, нели, да биде со нокаут или со техничен нокаут завршена борбата. Веќе е трета рунда, уште 1 минута, завршница на борбата, нема ни да има пресинг, ќе остане, како што кажав на крај, нели, ќе остане со еден тренинг, еден
средно тежок тренинг на англискиот боксер, изведен тука на турнирот на Златниот гонг. А албанскиот боксер ќе биде задоволен најверојатно што ги издржал сите 3 рунди. Да, така изгледа оваа борба во финалето во категоријата до 65 килограми. Завршни 20 секунди. Ево уште еден директен удар. И малку алиби борба. Малку борење на крај на борбата, но како и да е, работите се повеќе од јасни во оваа борба и се знае кој е подобриот боксер. Еве ќе видиме дел сега од поинтересните моменти. Вистина доста експлозивен Синг, англичанецот, кој апсолутно ја контролираше борбата и мечот во целост од почетокот до крајот. The winner of this bout by unanimous decision, blue corner, Amardeep Singh, England. Ето, Со тоа што беше и очигледно и повеќе од очигледно Amardeep Singh победата на silver medal. Amardeep Singh. А следува сега финалето во категоријата до 60 килограми. Ќе имаме две финални борби во оваа категорија. Amardeep Singh. Сега ќе имаме се македонски дуел, Стефан Петрушевски и Адријан Рустемовски. Петрушевски од боксерскиот клуб Аперкат против фаворитот Адријан Рустемовски